Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска објави планирани проекти од областа на спортот. Всушност се работи за пакет мерки за финансирање на спортските федерации, односно на федерациите на олимписките спортови и Македонскиот олимписки комитет. Средствата е замислено да бидат наменети за развој на спортот и помагање на функционирањето на федерациите, организирање и учество на надпревари, како и финансирање на врвни спортски работници. Во моментов во Македонија функционираат 25 такви спортски федерации. Како дел од мерките се предвидува дека од данокот на обложувалниците и организаторите на игрите на среќа ќе се двојат 3 односно 1,5% месечно за развој на спортот. Предвидено е и финансирање на овие федерации и спортови преку систем за ослободување од данок на добивка за оние компании кои ќе финансираат во спортот клубовите и федерациите. Планиран е и систем за контрола на овие мерки во делот на финансирањето на спортот. Дел од мерките кои денеска ги промовираше Груевски се однесуваат и на заекнување на одредени спортови преку организирање на надпревари и национални лиги, како и носење на врвни спортски работници од странство за зајакнување на спортските академии. Извештајот на специјалното јавно обвинителство Собранието на Република Македонија ќе го разгледува на 120-тата седница што председателот на Собранието Трајко Велјановски ја закажа за понеделник на 26 септември. Катица Јанева, специјалната обвинителка, извештајот за активностите на обвинителството за период од 6 месеци до Собранието го достави во законскиот рок кој истече минатата недела. Предходно двата извештаи на СЈО и на јавното обвинителство на Република Македонија ќе ги разгледуваат Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. Адхок телото за следење на медиумите денеска ги разгледува првите извештаи од мониторингот што беа објавени викендов. Членовите треба да утврдат дали има прекршување на правилата и да предложат санкции. Комисијата за хартија од вредност на денешната седница донесе заклучок за прекинување на поведената постапка по барање за издавање дозвола за понуда за преземање на Макпетрол од страна на Балкан Петролеум Холдинг Лимитед. Постапката, како што соопшти комисијата, е прекината заради решавање на претходно прашање кај друг надлежен државен орган. Комисијата за хартија од вредност информира дека постапката по барањето на Балкан Петролеум Холдинг Лимитед ќе продолжи по решавање на претходното прашање од страна на надлежниот државен орган. Европската комисија за кус период го одобри барањето за финансирање добиено од бугарските власти во четвртокот вечерта и денеска одлучи да ја додели 108 милиони евра на Бугарија од фондот за итно финансирање со цел управување со миграциските текови и зајакнат надзор на границата и граничните контролни активности. Поздравувајќи оваа одлука, комесарот за миграција, внатрешни работи и државјанство Димитрис Аврамопулос истакна дека Еврокомисијата ги поддржува сите земји членки во справувањето со бегалската криза. Бугарија не е исклучок и напорите и превземените обврски на оваа земја да се обезбеди ефикасно управување со надворешната граница на Унијата се од суштинско значење. Брзата одлука да се доделат средства покажува дека ние сме целосно посветени на обезбедувањето дополнителна помош кога тоа е оправдано и дека Бугарија, како и прва на позицијата од земјите членки која ги чува нашите надворешни граници, добива наша целосна поддршка во тоа. Тоа уште еднаш докажува дека надворешните граници на една земја членка се надворешни граници на сите земји членки, истакна еврокомесарот Аврамопулос. Инаку според планот, средствата на Европската унија во Бугарија треба да бидат искористени за зајакнување на управувањето со миграциските текови, да се зголемат капацитетите за прием на бегалци и капацитетите на службата за азил, како и да се зајакне надзорот на границата и граничните контролни активности.